Моето патешествие по селата во Долненска општина ете ме донесе и во Долненското, а надалеку попознато како Прилепско село, селото Слепче. Ете Господ сакал, како што вели народот, на сам ден на Крстовден да бидам гостин на моите соселани слепчани, да бидам со нив на денот кога по стариот обичај, клисерот и патуѓерот на селото на ден пред Крстовден ќе им објават на селаните од селото Слепче дека по Крстовден оратните зевгаркојни и волови да ги впрегнат во плуговите, а меѓувремено да ја соберат нивната летина и да започнат со сеидбата и навреме да ја завршат точно на сам ден Митровден. Мој домаќин за документарниот запис за село Слепче е општината Долнени. Поточно речено, секторот за туристичка презентација на општината Долнени, предводен од градоначалникот на општина Долнени, господинот Боше Милошевски. А пак по препорака на господинот Милошевски, мои домајќини во село Слепче меѓу многуте беа и 80 годишниот господин Миле Петрески и господинот Драги Миновски, кој за себе вели дека се гордее што може да каже за себе дека по потекло е и слепчанец, и долгаечанец, и долненец, затоа што според досегашните негови сознанија, неговата семејна лоза корени има речиси во сите села во Долненската општина, ако се земат во предвид, како што и самиот вели, женитбите, мажачките, низвремињата кои одминале во овие краишта. Како по стар обичај, во ова убаво долненско село дојдов рано, мощно рано, во утринските часови. Но овој пат не со моето возило, туку со возот кој одеше кон Прилеп. Може би малку ќе ви биде чудно, зошто со возот. Овој пат, по препорака на моите домајќини, што претходно ви ги набројав, за да видам што е рај, што е убавина. Се симнав на желеничката станица Слепче. И на вистина рај, на вистина убавина. Не можев да ја одолеам на панорамата на Пелагонија, која се простираше пред моите очи. Не можев да одолеам и на хоризонтот кој Пелагонија ја обкружуваше сочинет од планинските горостаси Мокра планина, со врвот Солунска глава, северните ограноци на правиот Барбарас, јужните ограноци на Бабуна, Мукос планина, Крушевската корија и манастирскиот комплекс Преображение на југозападната страна. Додека уживав во пејзажот кој со векови неуморно го ткае природата на овој простор, и речиси откако поминав пеш 100 метри од 4-километарскиот криволест асфалтиран пат кој се пробиваше низ Слепченскиот рид во правец на селото Слепче, многу се израдував кога се сретнав со мојот стар пријател Драги Миновски, кој доаѓаше со неговото возило за да ме собере, народски кажано, и заедно да одиме во Слепче. Добро утро! Добро утро! Како си, мои пријателе? Поштовање? Добре, здраво, жива, како сте вие, добри сте? Еве, сполемо на Бога, дојдовме во селото Слепче да направиме една репортажа. Сигурно селаните не очекуваат да се видиме со нив и мило ми е што еве после полго време пак се гледаме. Ќе одиме заедно. Одиме, јас ви благодарам за вниманието што го посветувате и на ова село. Луѓето се спремни и ве очекуваат. Преданија се зборуваат дека овдека во ова село е починат македонскиот цар Самуил во 1014 година, тука во непосредна близина на манастирот Свети Никола. Откако се поздравивме, откако си рековме здравоживо, заедно се опативме во Слепче. Многу душата ми се радуваше кога господинот Миновски ми рече: "Ајде другар, ајде Зоране, одамна сите те чекаме." Слепчени уште изутрина се пред кооперацијата. Дури уште од пред некој ден на кооператорот му наредија рано да ја отвори кооперацијата. И по речиси 10 минути стасавме в село. Од тоа што претходно ви раскажав,
и јас лично се уверив, речиси сето село беше излегло на светсело пред балкончето, пред продавницата и во продавничата. И си го почнавме муабетот. Добро утро. Кај чиме мачове, што прави? Аре? Добар? Добре. Лепно се, да? Добро утро. Добро живо. Добро, добар? Варно бе, пазариме поле. Добре. Добро живо. Одлично, така, добре. И лепче виноца, да? Лепче, да. Уба, добре, свалајме. Добро е. Така. Добар ден! Жошио, Арни, добри! Жошио, момче! Еве вака, дојдов и во вашево село, во Слепче. Сум ја одавде, јас сум рилец по потекло. Жошио! Така, што се вика? Арни! Така, добре ве најдов. Добре најдов. Така. Завозио. Од кога сполајмо. Иначе ви... Долненсково село Слепче е мощно старо село. Според некои пишени документи, археолошки показатели и устни преданија, Слепче на овие простори обстојува повеќе од 1000 години. Според преданието, името на селото се поврзува со слепените војници на македонскиот цар Самуил, кога во 1014 година се доселиле овде, новие простори. А па кога мештаните ги прашувале каде сте киниселе, одговарале Слепче, со Лепче, кај ослепените војници. И оттогаш, со текот на времето, си го добила името ова населба. Во пишаните документи, Слепче се спомнува во црковните повелби на царот Душан од 1331 година. И исто така се спомнува во црковните повелби и од македонските кралеви кралот Димитрije Волкашин од 1365 година, како и во црковната повелба од македонскиот кралот Марко од 1371 година за манастирот Свети Никола. Во отоманските дефтери, селото Слепче се спомнува во отоманскиот дефтер од 1467-68 година, каде што пишува дека селото Слепче се создало од семејството на попот Перевци, кои се доселиле како свештеници во тукашниот манастир од околината на Дебарско. Додека пак во отоманскиот дефтер од 1578 година пишува дека Слепче е чифчиско село со чиј чифлик управувал Исмал Бек од селото Црнилиште, а во него живееле 10 христијански семејства. А според дефтерот од 1778 година за село Слепче пишува дека синовите на бегот Ислам, Аджи Јусуф, Бајрам, Фејзо и Рамко од село Црнилиште, како задужбина му дариле 130 хектари имот на манастирот Свети Никола. Во 19. век Слепче било село во прилепската каза на Отоманската империја. Во етнографијата на вилаетите Андријаниопол, Монастир и Салоника, издадена во Константинопол во 1878 година, запишено е дека во 1873 година Слепче е село со 38 домаќинства и 200 жители христијани. Според статистиката на Васил Крнчов, запишена во неговата книга Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во одделот за селото Слепче стои и дека Слепче е населено од 420 жители христијани. А според катастарските пописи од 1912 година, кои се водат по име на Кралството Србија, а кои се водат за катастарската општина Костинци, за село Слепче пишува дека имотот на чифлик Себијата Ислам, селаните од ова село го откупиле за 700 петолирки наполеони во злато. Кога ќе дојдете во прилепското село Слепче, кога ќе прошетате низ сокаците, селските сокаци, низ селските улички, ќе сретнете историја, пишана историја, запишана од устни преданија и историја пишана не само на хартија, во книга, тука ќе сретнете историја пишана на каменот, како што ова овдека.
оваа мермерна плоча, колку што успеевме да дознаеме од мештаните на селото Слепче, датира од 2014 година. Според кажувањето на сеќавањето на мештаните од селото Слепче, овдека е починат македонскиот цар Самоил. За да ги надополнам моите сознанија за историјатот на селото Слепче, мештаните ми предложија заедно да прошетаме ни селото, низ неколкуте мала, неколкуте селски сокаци, патчиња, да ми го прикажат селото и денешниот живот насушен, како што ми велеа слепчани. Со задоволство им се придружив, се радував што бев со нив. А Бога ми, и тие се радуваат со мене, зашто тоа им се гледаше не само во нивните очи, нивните лица, туку го чувствував кога им кажав дека јас сум нивни соселанец, родом од овие краишта. Бога ми, кога им кажав дека сум рилеец, тогаш навистина се ја отворија душата и си го почнавме муабетот во вистинска смисла на зборот, надолго и на широко, за историјатот на селото Слепче, само со една нивна молба, се да бележам, се да пишувам, се да насликам. Нашето село се наоѓа на 35 км од Прилеп, близо до планината Бабуна, планината Бабуна. И тука има околу 50-60 жители, моментално. А во времето имало негде од 800 до 1000 жители. Колку куќи има селово? 118 куќи беа на број во времето, колку што се сеќавам ја, 118 куќи, а сега во тие куќи нема ни 40 души, 50 души тука негде. Кои му се соседни села на селото Слепче? Во селото Слепче се најблиските села и најблиско Браилово, Костинци, Сровија, Гостиражни, Долгаец, Секирци, овде Рилево, Костинци, тие долнени тука исто така. Кои се најстари семејства во селото Слепче? Во селото Слепче најстари семејства се едноставно речени овие беа најпрво овие Томевци. Томевци ги вика, после Барневци, Димевци, Мрсјаковци, овие Бачковци таму што ги викаат. Ти од кое семејство си? Јас сум од Димевци. Добар ден, домаќине! Добар ден. Еве, дојдовме во твоево родно место, селово Слепче. Да го подсетите и Слепче. Така. Отисне и ние живи, припаѓаме во живите во така. Слепче. Од кога ја Драган го молам? Со нашиот заеднички пријател? Да. Ќе не примиш да што се викат на лав мобет. Абе, нема грешка. Ајде, ти напред ние по тебе. Ета. Горе али овде? Овде си горе. Али беше убаво, весело, расположено овдека слави. Кога ќе беше Великден Божи, Водици, тие празници, ја бев на чело во играњето. Челник бев на играњето. А рече дека твојата сопруга беше од Островје. Островје. Ајде сега вака малце да се причетиш. Како езеде, што езеде, како се Со коли оти довезе. Со стројници Зоран тогаш, знаеш како беше. Так. Љубовници, девојки што има овде, ни село има ки знае колку. Так. Ама ете, среќата било Островје. Му беше од фамилијата на овега, на Мице. Так. Од кај баба. Свадба ти направи татко ти? Свадба и то свадба и пол. Колку дена, ајде малце да се... Абе, тогаш свадбите бе, Зоране. Не сега 5 сати свадба ќе направи. Тогај од четврток ќе се кани, па сабота, па недела, понеделник благаракија, па шетање низ село. Така беше. Значи, што вика старите, мерак беше да... Мерак беше и да се жениш и свадба да направиш. Овдека во селото се манастирот имате и ваша црква. Ева, тука. Како се вика црква? Свети Ѓорѓи. Сите генерации се венчава. Се венчава, се крштева и од Браилово и да тога нема црква Браилово. Тука свадби се венчава, тука крштевка овдека во место Ширија беше. Тука се правеше. Значи село наше беше популарно, нема. Ајде вака да ми сетиш како беше кога беше млад за Велиден.
Ѓорче. Охо, што ти кажам за тоа? Тоа е одлично. Весели промени ќе се дотераш, гајдите свиряат тука, тапаните лупа, ние играј, води кола, девојките до нас. Што ти кажам? Тоа беше одубаво пуво. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во Може би се прашувате кога ја правиме репортажата во селото Слепче, зашто се наоѓам во црковниот двор на црквата Свети Ѓорѓија и во каде што се наоѓаат и српски гробишта, затоа што денеска е Крстовден. А на Крстовден и од памтивека на сите празници луѓето доаѓаат во оваа црква да запалат свеќе за здравје, а се разбира и да запалат свеќе на покојните, на нивните семејства кои што овој го овдека од памтивека го основале ова село. Денеска е празник. Ти си клисер во црквата. Свети Ѓорѓија. Така. Доаѓа луѓето што се викат да запалат свеќе за здравје. Абе сега пред 10 дена од не знам странска кола имаше некоја, она Драгица како се вика од Цветка Мире там. Од Германија кај била черка таму машина со машија со кола, голема кола, дошло овдека мене, се носеле тоа свеќи ми свика си запали. Божи си запалиле свеќи на мајка и гробот тоа се сториле, ако доја да ми рече да отвори, уедно ќе отворам, ќе му дам свеќи, дојдето ми даде па ракија написе за душа. За сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благочестивиот и Христолюбив православен народ. Еве, се наоѓаме во селото Слепче, пред куќата на мојата тетка, која јас често ја посетувам. Инаку да ви кажам дека и како дете сум доаѓал често овде на големо задоволство. Меѓутоа сега условите се подобри затоа што веќе има асфалтиран пат каде со моето возило често доаѓам и си поминувам убави моменти со моите роднини и пријатели во ова село. Ова е нашиот верен пријател, куќето кој секогаш прв не дочекува кога доаѓаме овде кај мојата тетка. И е верен чувар на оваа куќа. Во секој случај, јас за секогаш сум го сакал селото и онаму каде што сум имал пријатели и роднини сум доаѓал со големо задоволство. И сум бил горд, навистина, што моите корени се од селото Долгеец, меѓутоа скоро во сите овие села овдека во ова поднебје имам роднини и блиски пријатели. Водич во ова село ми е мојот пријател Драган Миновски, родом од селото Долгаец, кој што ќе ми биде водич не во само селото, во селото Слепче, туку и во селото Стровја, во селото Маргари, во селото Гостиражни, во селото Црнилиште и сите села кои што се наоѓаат во северниот дел на општината Долнени. Така ли е? Да. Кадиме заедно? Одиме, да, на големо задоволство. Од памтивека па до денеска во среда и во петок секојаш се готвело гравче посно. Ама тоа гравче посно без овие суви пиперки утри не бива. Овие се тие суви пиперки кои што 2-3 ќе ставиш во гравчето, кој ќе се отвори апетит и за ракиче, и за ручек, и за гравче, и за винце, и за го гледате. Е здрава храна. Сето ова што овдека го родил природата. Нема прскање, нема пестициди, тоа што ќе го роди природата, тоа ова и се јади.
И затоа живеат 90 години во ова село. Знаете ли што е ова? Ако не знаете, ова е наковална кој што малце модифицирана од пругата од железничната линија. Ова наковална овдека служи од памтивека до денеска, каде што луѓето во селото си ги клепаат мотиките, ашовите, дуриите, казмите, емешите. Исто така овдека ова наковална што историја има да знае да зборува колку мотики, колку ашови, колку дури, лопати и казми се клепани. Само таа знае. Кога ќе дојдете во селото Слепче, да не ви биде чудно ако мештаните не ви понудат, да речеме, столица со бароктен стил, столица пластична направена, ако ви понудат вакво трупче. Ова трупче, кој ќе седиш на трупчето и кој ќе си разразиш муабет надолго и на широко, како било, што било, како ќе биде, со нова трупче ќе дознаеш. Така. Нова трупче во селото Слепче. И во околина седеле и богати луѓе, и чорбаджи, и сиромаси, и попови, и клисари, ама секој не луѓе. Ова трупче си е трупче, ама столица што се вели. Убајна. Сварно убајна. Сигурно и да ве прашам, што е ова, нема да знаете. Ова е точило. Овдека од памтивека се точеле српови. Убајна. И што е убајна механизација од 19 век, а уште работи. Од памтивека во Македонија, па и овдека во Долненска општина се произведува гроздјето таљенка. Ова грозде на браната, а дрга воловите ќе ја влечеа. И знаете што? Кога ќе никнеше пченицата, се викаше, таа имаше братија, се нарекуваше. Од едно зрно пченица излегува по 3 класа. Беше богато и беше убаво. А ако не верувате како ова речего ќе никли пченицата, посејана и излачена од браната, дојдете во Слепче. Има брана, има дрга волови, малце може ќе ви боцкат овие трњето, ама ќе уживат, верувајте ми. Верувајте ми. И стварно верувајте ми. Ево кучево давде се. Сега заедно со мештаните од селово Слепче, ќе одиме полека до манастирот Свети Никола. Да. Рекоа дека ова е некаде околу 1 километар, меѓутоа за нас не е потешкотија. Ќе отидеме. Да. Се на порака другите наши повречего сограѓани, било од каде на Македонија, да дојдат по манастирот, да видат што е бавината. Во убаво духовно светилиште. Така, ајде одиме заедно. Така. Колку ја што знам и што ми кажувале постарите, дека манастиров голем подем имал после Прва светска војна од 18 година до 49 година. Многу имал сточен фонд. Околу 200 глави овци, 150 глави кози, околу 60 грла говеда, пашити, 12 зевгари волој, околу 30 вработени имало тука, како аргати речено. 80 хектари земја имал, голем површина на земјиште. И така да
сите луѓе што биле вработени и плаќале со жито. Мислам, во тогашно време пари немало, него со жито му исплаќале на работниците. И во тоа време, мислам, аргати се збирале од сите околни села. Кој ќе дојдело жетва, рилеа, сливија, секирци, костинци, дури од Долгаец, од Зрзе, иделе девојчина, беќари, млади што биле облечени како на велиденски алишта. Жнијале нисполе, а во јасики ручеко го праеле. Во јасики ќе ручаат и сите што имале гајди, овие беќари што знаеле да свират, гајдите си ги носеле. Ќе ручаат и во јасиките ора било како на најголема слава. И тоа представувало голема средба за младите, мислам, и едва чекале да ги викат да дојдат на жетва у село. Јас инаку во овој манастир, конкретно овде во селото Слепче, Свети Никола, прв пат сум дошол некаде 1970 година како дете, а после тоа уште во неколку наврати сум дошол и навистина се чувствувам прекрасно. Јас во оваа прилика сакам да кажам дека овие манастири, овие светилишта всушност се едно културно и историско наследство од непроценлива вредност за Република Македонија, односно културно, историски и духовни вредности за ова наше македонско поднебје. Овие храмови кои што се наоѓаат овде во северниот дел на Пелагонија се меѓу најстарите духовни светилишта во овој крај. И всушност тие се едни валидни и достојни споменици на нашата средновековна архитектура и на нашето средновековно стикарство. Фреско стикарството во овие свети храмови представува импозантен споменик за нашата средновековна култура. Значи, сакам да кажам дека во овој крај, овде, иако ова е мал, но духовно богат простор, има многу вакви храмови кои што духовно го потхранувале овој македонски народ и на некој начин можам да кажам дека представувале сидро за овој македонски народ, кој со текот на историјата, низ многу векови и покрај многобројните премрежија и проблеми на кои што наидувал, опстанал на овие простори, го задржал својот идентитет, својата култура, своите обичаи, навики, традиција и така натаму. Меѓутоа, за ова морам да кажам што успеал овој наш македонски народ низ овие векови да опстане и да се одржи на овие простори. Заслужни се во секој случај и свештениците кои што служеле во овие свети храмови овдека. Меѓутоа, не е побала заслугата ниту на градителите кои што ги изградиле овие свети храмови и чие што дело е трајно вградено, значи, во овие светилишта. И благодарение на тие, значи, знајни и незнајни градители се изградени многу вакви сакрални објекти и култот кон таквите објекти никогаш всушност и не престанал и не прекинал во овие простори. Постоењето на овие светилишта, на овие храмови, на овие простори сведочи за вековната желба и стремеж на македонскиот народ за зачувување на духот на христијанството. Доаѓањето во овие светилишта, во овие храмови, на некој начин значи и духовно збогатување на населението, односно би кажал дека тоа на некој начин е допирање на душата и доживување на загадочната убавина на духот со самото доаѓање во овие објекти. Се разбира дека репутацијата на овие храмови, на овие духовни светилишта не би била толку голема, доколку во овие не се наоѓаат фреските кои што на прв поглед ве освојуваат со својата убавина и со духовноста со која зрачат. Сакам да кажам дека секогаш кога зборуваме за духот, за божественоста, посакуваме да ја доживееме манастирската тишина и спокојството. И од тие причини туристите кои што бараат духовност, практично бараат убави пејсажи и опуштена природа. А токму овие манастирски комплекси се градени во таква природа и во планински пазови. Би рекол една друга работа. Денес кога со светската економска криза бројот на туристите од сите сфери на туризмот на некој начин е намален, статистиките покажуваат дека овој така наречен верски туризам бележи раст. И денес имаме информација дека некаде околу 20% од вкупниот број на туристи во светот му припаѓаат на овој туризам, а тоа е некаде околу 200 милиони туристи.
дојдете во прилепското село Слепче. Запознајте се со потомците на храбрите војни на македонската средновековна држава, позната како Самуилова држава, кои овде точно пред 1000 години се доселиле овде веднаш под манастирот Свети Никола у подножјето на Мукос планина и го создале денешното прилепско убаво село Слепче.